лимонче е долго 1 метар. Да видиме? 1 метар? Добро е, може. Добро. Ајде. Значи, откако ја изгледавме епизодата на Петко и откако сите знаете дека треба внимателно да се однесуваме со домашните миленичиња, сите и одговорни да бидеме за сите оние кои што чуваат домашни миленичиња, јас си викнав уште една учителка овде, а тоа е мојата учителка Билјана, која што ќе ни зборува за како да си го поминеме креативно слободното време. Здраво, учителка! Здраво, 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 другарчиња, здраво, дечиња. Слободното време е едно од најубавите времиња кои што и за дечињата и за возрастните. И за дедовците. И за дедовците. Така, Во слободното време можат дечињата да прават, вие дечиња може да правите што сакате. Можат да се играат, можат да гледаат цртани филмови, можат да читаат, можат да гледат на компјутер. Но сепак јас сметам дека најубаво слободното време да се искористи е да биде правилно, квалитетно искористување на слободното време. И креативно, така? И креативно. Еве, во нашата работилница тука и ние многу креативно го повинуваме слободното време со тоа што се изработуваме. Еве, заедно со Лина и со дечињата што беа тука, изработуваме многу убаво сонце со виножито, цвеќиња, букет, го имаме лошкото тошо. Така? Како лошкото тошо? Лошкото тошо. Лошкото. Тошо. Да, тоа е кога Ше ме дечињата гледај се... така, тошко. Тоа е кога некој ќе ги налути дечињата, ако сакаат да замолчат и да не вратат, само го покажуваат лошиот тошо и сите бегаат. Лошко тошко. Да. Значи, лошко тошко не е за покажување. Добро. Океј. А ние денес што ќе правиме, гледам дека има овде некои многу интересни работи. Имаме ножици, имаме лепак, имаме се што ни треба за да се изразиме креативно. Така, учителке? Така, И јас да. сум тука. И јас Дедо Менде можам ќе да ви правиш и ти помогнам. со нас нешто? Па и возрастните Тука, иде до можат менде, да. помогнат. Јас вака мислам дека пошто доаѓа годишното време пролет, да изработиме многу убави цвеќиња, меѓутоа да ги направиме малце на покреативен начин, на дечињата што не гледат од дома, истото да може да го повторат и да го направат дома. Учителке, многу е добро тоа дека сега еве пролета, ние не можеме да излеземе надвор и да се играме и во парк и да правиме цвеќиња, значи ќе ни треба, Така. добро е ова што дома ќе почнеме да се правиме Да некакви си изработуваме. да си изработуваме Да. цвеќиња од различни материјали. Така, Јас еве. знам да изработам едно цвеќе. Ајде, еве јас ќе направам снегулка една и од снегулката ќе направам цвеќе. Колку е забавно, дечиња, вие знаете дека можете да ни се јавувате на нашите телефонски броеви, така? И да поставите некое прашање за вашето другарче, за како да си го поминате слободното време. А јас што можам да направам нешто? Дедо Менде, ти можеш да им одговориш на прашање, еве, да речеме, Дијана не праша дали е здраво тоа што секој ден јас пијам по една чаша сок исцеден од лимон без никакви додатоци, значи без шеќер и без такви работи. Па Дали тоа е сигурно здраво? дека е здраво, како не е здраво. Тоа е многу добро и здраво. Да ви кажам, она мојата, секој сабајле ми цеди, сокче од цвекло, лимонче, морковче. Уживам Цитронче. додека ги пијам. Така, и уште едно другарче не прашува дали можеме да одиме надвор и колку често на ден. Па не, сега не. Мојата не ме надвор. пушта да мрднам. Сега Јас не сакам да си одиме. одам на пазар, да си одам до продавничка, да ти кажам, Линче, бев до маркет, И Дедо ништо Менде. нема. А ништо нема, Нема да. шекер, нема браш. Ама ти реков Дедо Менде, немој ти да одиш во маркет. Знам ми Кажи што треба, ќе одиме, ние ќе ти купиме. Добро, Линче. И уште една работа, не прашуваат дали треба да се вежба секој ден и зошто. Заради тоа што ти мене ме навикна на вежбање, да ни објасниш сега зошто баш секој ден треба да се вежба. Вежбањето е многу здраво за сите нас, дури и за повозрастните. Ама зошто баш секој ден се одржуваме во кондиција? Добро е тоа за... Затоа што многу ќе останеме витални и ќе можеме да се движиме и колку повеќе вежбаме, подобри сме и поздрави сме. Види колку убаво цвеќе ја направи Опа! учителката Еве, Билјана. ова на многу лесен начин како испадне убаво цвеќето. Што правиме? Земаме се сечкаме вакви ливчиња, најчесто 1 сантиметар, Така. по должина на хартијата, го превиткуваме, го лепиме и потоа исто така по страните. Дечињата може да ги израдуваат нивните родители кога се
И додека подарат. дечиња може Извинувам, учителке, Да. може ли тоа цвеќе да ми го дадете мене да и го подарам на мојата? На бабата? додека Да. вашите Може, како не може. Ви благодарам. додека Еве го, вашите светот како испадна. родители се За бабата на дедо За баба Менде. Севда, леле, За баба прекрасно Севда. цвекенце. можете и вакво цвеќе да направите додека вашите родители се отсутни. Друго учителке, Сега бака, јас исто мислам дека најубаво исто изработките да се прават заедно со другарчето. мадама, сега не можеме. Сега не можеме, меѓутоа сега како можеме да направиме сега, да се слушнеме со другарчето преку телефон, на Viber, на WhatsApp, Така. преку интернет, да се договориме што да направат, што се договорат што да направат, каква изработка да направат, па сами да прават дома да изработуваат и потоа да си покажат, да си покажуваат. Исто така, другорувањето, сакам да кажам нешто за другарчето, за другорувањето. Другорувањето е една од најубавите работи што може да му се случи на секое дете. Да, јас имам многу другарчиња. А не само на децата, и на возрастните. Така. Зошто? Кога на некој му е тешко, кога е тажен, мора да се исповеда на неговото другарче. Мора своите тајни да ги кажеме на своето другарче. Без разлика на се, другарството е најбитно. Дали на возрастни, дали на вас, драги дечиња, дали на дедовците и бабите. Така е и на родителите на било кој. Дедо Менде, дали тебе баба Севда ти е најдобра другарка? Да, најдобра другарка ми е. Јас се и кажувам нејзе. А мене ми е Петко најдобар другар, ми е Марија, Анна, комшито, сите тие ми се мене најдобри другари. Ако имам повеќе најдобри другари, така? Ако, да. Ама Колку сепак, повеќе другарче ги имам, толку сум побогат човек. ете така, другарството е најголемото богатство. И јас имам една другарка која што ми се вика Зиза. Зиза. Зиза, да. Знаете што, драги дечиња, другарството не познава граници, нема граници. Не е битна бојата на кожата. Не е битна националноста, Не е битно. Да. Полот, дали е машки или женски. Треба да покажеме. Да, сакам да покажам, Добра. имаме некои слики кои што Опа. ги имаме баш за другарувањето. Линче, малку да погледнам и јас. Може. Ајде. Еве, на истата планета Земја, сите дечиња се другаруваат. Не е битен полот, не е битна расата. Битно е што другарувањето велиме дека е една од најубавите работи за детето. Опа! Ева, ба. Зголемиме. Опа. Ете Ете. така. Другарувањето е една од најубавите работи за детето. Дечињата можат слободно да си играат во парковите. И на нив, што мислите, дали им е битна гардеробата? На кои на децата? Да. Не, мене никогаш не ми е битно. Така, дали е битно, дали е момче или девојче? Не воопшто. Дали некој има поубав велосипед или полош? Не воопшто. Така, битно е другарувањето. Друго, другарството секогаш треба да се негува. Да. Кога сте тажни, дали имате другарче на кој што кажувате нешто? Да, секогаш. И секогаш кажувам кога сум тажна, затоа што знам дека кога нешто ме боли, кога сум тажна, треба да го споделам тоа, за да ми биде полесно и за да се најде решение на она што мене ми представува некаков проблем. Така, исто, јас велам кога некој е сам, а нема да го сподели со другарчето, тој е осамен и нема другарче. Најбитно е што рековме дека не е битна бојата на кожата и националноста. Што се тоа боја на кожа и националност? Па Имаме. ние во нашата фамилија не признаваме такво нешто. Така. Не знаеме за Не вакви знаете. работи, за нас е едно исто. Така и треба да биде. Значи бојата на кожата, дали сме црни, бели, жолти, портокалови, не е битно од која националност сме дојдени, од која земја сме, не зборуваме сите на исти јазик. Меѓутоа затоа сме тука за Ама да сите научиме. гушкаме на ист начин. Ете така, зошто? Сите сме луѓе, сите разбираме. Исто така верат и И обичаите. имаме некој што сака да не праша нешто. Ало! Здраво. Здраво, здраво. Ало, Здраво. здраво. Повели. Јас сум Јанковска, чам во родење. Јас сакам да прашам дали можете да ми кажете како да се дружам со моите другарки, а да Кога- не излегувам на дом.
Така, кога не Така, можеш да излезеш, Сега во учителке? времето на вируси не можеме да се гледаме со нашите другарчиња. За жал. Затоа ние треба да насмислиме еден многу убав начин. Ова е многу убаво прашање. Ти благодарам за прашањето. Како да се дружи со другарчињата без да се гледа? Така, еве пред малку го постави Линч истото прашање. Значи, со другарчето ќе се слушнете на телефон, на Viber, на WhatsApp, ќе се можете да се гледате. Први можете во слободно време да играте разни игри, а може да се договорите и заедно да изработите некоја креативна изработка. Како што е сонцето, како што го подаривме на баба Севда цветот Така е. и многу други изработки. И на крај да си ги покажете меѓусебно. Или ако живеат куќа до куќа, може да си отворат прозори да си се гледаат од далеку. Да, Како јас и Лина што седиме на 1 метар од нас, точно. Исто така. Така, да. Најбитно рековме дека е другарството. Да. Меѓутоа, сакаме да поразговараме малце сега за дечињата од училишно, од прво оделение, малку да поразговараме за звуците. Дали може да поразговараме за звуците? За звуците? За звуците! како Ајде звуци? да разговараме за звуците. Ајдете до мене, например. Дали знаете вие со помош на кој сетилен орган ние слушаме? Де до мен да не слушаш. Како? Ето. Како што рече? Со помош Со помош на кој орган луѓето слушаат? Чекај, Линче, 1 метар. Сега може. Со кој орган слушам? Да. Знам со кој орган слушам. Со кој? Со ушето. Така, де до мен да ја знаеме. Така. Така е. Ние слушаме со помош на ушите. Увото, така на ушите. Опа. Вака. Ајде, да направиме нешто. Имаме една многу убава презентација направено, односно го имаме за почеток. Што е звук? Звук е се она што го разликуваме со слухот, со едно општо име го викаме звук. Имаме звукот, како што кажа Дедо Менде, слушаме со помош на ушите. Односно, нашите уши примаат звуци. Звуците влегуваат во нашите уши, во нашиот ушен канал и така ние ги примаме звуците. Меѓутоа, имаме пријатни, непријатни звуци, звуци од природата. Има ли пријатни звуци? За тоа можам да ви зборувам многу. Она Да. мојата кога ќе почне да ме кара да ми вика: "Хај си до сега, море, старо аро!" Ама јас тогаш вака ќе си направам и ништо не слушам. Така, звуци од природата ни се ветерот, дождот, грмотовицата. Звуци испуштени од животните, кои ни се? Па, имаме како прави петалот кокошката. Имаме тука една сликовница многу убава, која што 1 метар! 1 метар! нема проблем, Добре, која што да до мен сакаме. да научи како треба да се однесува во вакви услови. Да, Така е. можеме значи исто така да стиснеме. Да. Што е Тоа тоа? ни е звукот на на кокошката. На кокошката. Така е. Така. Имаме звуци на сите животни спуштаат различни звуци. Потоа имаме звуци кои што се испуштени од луѓето. Односно кога плачеме, кога се смееме, кога викаме, кога пееме, кога рако збориме. плескаме. Точно. Така е. Еве ги вештачките звуци. Овие звуци воопшто не ги сака. Така, звуците испуштени од автомобилите, од бродовите, авионите. Че колку би било убаво, Чекалце да гледам. да, колку би Добре. било убаво, значи да, неопходни се и возила, и сообраќај, и бродови, се, ама колку би било убаво кога ќе нема коли, кога ќе има само велосипеди и какви чисти и убави звуци ќе произведуваат. Да, еве Така. има тивки и гласни звуци. Така, така, тивките звуци и гласните звуци. Обично тие се пријатни и непријатни звуци. Од Така. пријатните звуци кои ни се? Смеење на бебето може да биде пријатен звук. Така е. Смеење, да. Да, смеење на бебето, пеење на Пеењето, пријатен. А еве Ова неги да, ова се непријатни. многу непријатни Кога звуци. пеам јас, сигурно се пријатни звуци. Па, Дедо Кои Минда, ќе се распеам јас, леле како се која Така. ќе реза рум дум 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 дум. цела Така. зграда игра вака. И сега една насока душка сакаме да дадеме, една убава насока за дечињата. Значи што научивме? Научивме дека постојат звуци од природата, звуци од животните, звуци спуштени од луѓето.
Постојат пријатни и непријатни звуци и они имат една насока да изработат дома прво оделение да нацртаат звуци кои што им се пријатни и непријатни звуци. И колку е забавно ова, другарчиња, дома да нацртате пријатни и непријатни звуци. Леле, Да. колку е интересно, учителка, јас веднаш ќе почнам со тоа да се занимавам. Ајде, А почнеме. вие за тоа време, гледајте, имаме спремно рецепти за здрава храна. Рецепти! Рецепти да да научиш и ти. Знаеш, Линче, дека огладнев малку, сега ми се каснала една салатичка. Каде се Со рецептите? зеленчук салатичка. Салатичка со зеленчук. Може би ние треба да почнеме исто така. Зеленчукот. Сигурни са, да, ама има, значи, имаме зеленчук, ќе направиме салата, дедо Минда.